Почитувани граѓани, почитувани медиуми, додека граѓаните се соочуваат со поскапувања, зголемена сиромаштија и се полош животен стандард, владата одлучува во најголемиот буџет во историјата да скрати над 30 милиони евра од социјални трансфери и субвенции. Нема власта пари за поголеми плати за работниците. Нема пари за нови мерки за поддршка на стандардот, нема пари за детски додаток, за поголем образовен додаток, нема пари за повредените и семејствата на загинатите во Кочани. Има пари само за нови луксузирања на функционерите на власта и тоа е поразително. Со овој ребаланс власта крати пари за најранливите, крати пари од децата, од детски додаток, од образовен додаток, надоместокот за деца со попреченост, личните асистенти, заштитните друштва каде што вработени се лица со попреченост, од жртвите на семејно насилство. Лични асистенти на лица со попреченост, негователи на услугата помош и нега во домот, немат добиено надомест од април 2025 година. Денес сме јули, значи нема добиено надомест за 2 месеци и повеќе. Власта крати пари од најранливите. Организациите кои што се борат против семејното насилство остануваат со намален буџет од 20 милиони денари. Токму во моментот кога министерот за внатрешни работи признава алармантен раст на семејното насилство. Ставката за нови градинки се зголемува, но вистинската причина не е дека има нови проекти, туку реализацијата до 1 јули беше на оваа ставка 0 денари, единствено што прават е проектите на СДСМ да ги завршат. Истовремено додека крати пари за народот, власта ги зголеми за 30 милиони евра трошоците за собствено луксузирање, за стоки и услуги за функционерите, за приватни авиони, папаја и манго. Ова е срамно понижување на граѓаните, на ранливите, на оние на кои им е неопходна помош и поддршка во ова тешко време. Владата избра да го штити својот луксус, а не стандардот на народот. Загрижува тоа што со овој ребаланс се гледа дека дефицитот во ПИОМ расте, а наплатата на придонесите не оди добро. Тоа на долг рок значи загрозување на исплатата на пензиите на нашите пензионери. Овој ребаланс е потврда за економскиот неуспех на владата, за игнорантскиот однос на власта за потребите на граѓаните и социјално ранливите. Затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесува 160 амандмани со кои бараме покачување од 20% на детски додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете, додаток за образование. Покачување од 10% на правата од социјална заштита, гарантирана минимална помош, надоместок заради попреченост, надоместок за помош и него од друго лице, правото на социјална сигурност на стари лица. 30 милиони денари за невладините организации, за националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоциација, на Здруженијата за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија. 934 милиони денари за семејствата на загинатите и повредените во трагедијата во Кочани. 60 милиони за реновирање и 20 милиони за опрема во болницата во Кочани. Финансиска помош за студенти од социјално загрозените семејства. Финансиски додаток на студенти со попреченост. Бесплатен превоз на ученици од руралните места. Овие амандмани се реални, праведни и изводливи, но потребно е да се прекине луксузирањето и расипништвото на власта и парите да се насочат кон оние на кои им се најпотребни. Ги повикуваме
сите пратеници во собранието, без оглед на политичката припадност, да ги поддржат овие амандмани. Време е за буџет, кој ги става граѓаните во фокус, а не функционерите. Не за папаја и манго. Да за кочани, да за децата, да за лицата со попреченост, да за најранливите, за студентите, за пензионерите, за Македонија. Благодарам.